Благодарам, почитувана председателке. Почитувана колешка Бисера, сериозно вие излеговте тука и кажувавте за патни расходи на Министерството за култура? Мислам као сериозно вие излеговте тука тоа да го зборувате? Вие која што има кривична пријава за една таква незаконска злоупотреба на тие средства, тука дојдовте на оваа говорница, вие да кажувате за такво нешто? Јас разбирам дека треба да се користи политика, но мора да има некој минимум, бе луѓе. Ако за нешто, еве, од СДСМ ме вчудо, не виделе со која леснотија користите лаги во политика, бе луѓе. Колку порази треба да наредите за да се освестите дека така политика не може да водите? Сериозно, вие излеговте тука и беседевте за култура 20 минути? Ај што ние ве слушаме, тоа ни е работа, па и граѓани ве да слушаат? Добро, не ви е срам да лажете, искрено вака отворено да ве прашам. Па тука мафтавте со една книга, еве сите ја имаме, 114 и 115 страна. Па како можете да кажувате дека во нешто има намалување? Па сакате сега да ви читам ставка по ставка? Па ако има некаде зголемување на буџетот, тоа има во Министерството за култура. Јас стварно не можам да разберам. Да, разбирам, ете политика да се крие. Абе, престанете да лажете. Ај што ја навредувате нашата интелигенција. Разберете еднаш дека овој народ веќе ви има прочитано. Велите зошто се кратат средствата за расходи, односно за трансфери до единици на локална самоуправа. Па вие бевте една од тие која што ни триевте сол на глава тука за унгарски кредит, зашто ќе се земал и така натака. Па отворете на Facebook кај министерот, ете, ако не мора понатака или кај премиерот, колку аспекти, колку објекти од аспект на културата се почнати во општините. Пред неколку дена заедно со Борче Петровец почнаа да градат нов дом на културата. Колку такви има во последниве 40 години? Сакате да ви кажам? Нула. Од 80-та година до сега единствено претходното владење на ВМРО-ДПМН е нешто што се почна од аспект на театар и така натака и сега. Сакате сега да ви одговорам на ваш речник? Ајде излезете и кажете колку театри нови почнавте вие. 7 години бевте на власт. Еден театар, кажете ми кој што вие го почнавте. Или ајде кога ќе ги видиме амандманите, јас ќе ве прашам еден по еден. Дајте престанете со тоа креирање на негативна политика. Еве тука си од почеток до крај. Дали сакате издавачка дејност, дали сакате агенција за филм, дали сакате музичка и сценска уметничка дејност, дали сакате театар и библиотека во Тетово, го нема колегата сега тука да беседи. Театар и библиотека во Тетово. Оваа влада ќе го изгради. Еден театар што СДСМ изгради, кажете ми, во вие 7 години. И вие ќе зборувате за патни дневни расходи. Навистина не можам покултурно од ова да ви одговорам, затоа што стварно сите граници се поминуваат. Океј, ја разбирам некогаш да се филува политика, ама брутално да се лаже, стварно нема смисол. Еве, отидете музејска дејност, ете други градежни објекти. Ве молам, немојте. И на крајот, дајте, ве молам, одговорете ми зошто 7 години СДСМ не го заврши универзитетот на Паошник. Немате вие кредибилитет, не вие како личност, како СДСМ, да зборувате за култура и да зборувате за туризам. Граѓаните кажаа и лекцијата која што не сте научиле, повторно ќе ве соочат заради тоа што ја практикувате политика на база на селска харанга. Благодарам.